Постојат продукти кои би требало да се одбегнуваат доколку сакате мирен сон. Па во последно време експертите се трудат да осмислат оброк кој нема да биде вовет во уште една ноќна мора. Бананата е прво овошје кое е идеален избор за јадење пред спиење. Бананата содржи триптофан и калиум, кои се одлични за добар сон. Од друга страна, оваа овошка е сладка, па во секој случај е подобар избор од чоколадото. Друго овошје кое ќе ви помогне да се наспиете е кивито, чие влијание врз сонот лежи во високото ниво на антиоксиданси и серотонин во неговиот состав. Меѓу производите кои можат да поттикнат добар сон е и сокот од вишни, кој помага во зголемувањето на нивото на хормонот мелатонин, од кој се чувствуваме поспано. Здравите риби како лосос или туна исто така произведуваат мелатонин, бидејќи се богати со витаминот B6. Така, конзервираните туни можат да доведат до подобар сон. Доколку по вечерата или по ручекот ви останале неколку сладки компирчиња, слободно можете да ги изедете пред спиење, бидејќи и тие содржат калиум, кој помага за опуштање на мускулите. Млечните производи, како што се лесните сирења или јогуртот, исто така можат да поттикнат добар сон. Сепак, најдобар избор за лесна вечера пред спиење е зелениот зеленчук, например спанаќот, кељот или бобот, кој се одличен избор на калциум, кој му е потребен на телото за производство на мелатонин. Да подсетиме, некои продукти, чие консумирање експертите никако не го препорачуваат пред спиење, се например броколи, сладолед, алкохол, зачинета и мрсна храна или кафе. Постојано слушаме и читаме дека треба да спиеме најмалку 8 часови дневно за да функционираме целосно и да бидеме оптимално продуктивни. Сепак, Центарот за истражување на спиењето на Универзитетот во Лавбург, Англија, откри дека на жените им е потребен повеќе сон отколку на мажите. Двете главни причини за ова се дека женскиот мозок работи потешко од машкиот и бара повеќе време за одмор од поинтензивниот распоред. Според Националната фондација за спиење, жените на возраст помеѓу 30 и 60 години спијат во просек 6 часа и 45 минути дневно во работните денови. Хормоналните промени во женското тело не се ограничени само во времето на пубертетот. Тие се случуваат и во текот на целиот живот кај жената и затоа бараат и повеќе одмор за телото. Додека мажите честопати ги ограничуваат своите секојдневни активности за работа и спорт, жените пак треба да се грижат и за домакинството и за децата. Ова е уште еден предуслов за потребата од повеќе спиење. Многу важен во процесот на самото спиење е и начинот на кој се будиме наутро. За најголем дел од луѓето тоа е најтешкиот дел од денот, но одредени студии покажале дека ранобудниците имаат попозитивен став во животот, а објаснувањето за тоа е дека имаат поголема изложеност на сонце, односно на дневно светло, кое го поттикнува хормонот на среќа серотонин.